На ден 24 август 18 година во 11:30 часот со болничко возило е донесено двогодишно дете со клиничка слика на тешка менингокцемија и фулминантна пурпура. Болеста кај детето е започната неполни 24 часа пред приемот, проследено е на педиатриското одделение во Прилеп, каде е почната иницијалната терапија и по консултација со инфектолог упатено е на нашата клиника. Веднаш е реализиран прием на интензивна нега кај нас на клиниката, земени се потребни микробиолошки исследувања и започнат е интензивен третман. Но болеста со ваков фулминантен тек, нажалост, се случи она што никој не го посакува, тоа е смртен исход во 18 часот и 15 минути. Неколку само информации што можело да допринесе до еден ваков тек. Оваа диагноза, инфективната фулминантна пурпура, е многу тешка клиничка слика на болест која е предизвикана од бактеријата Neisseria meningitidis. Ваква клиничка манифестација на болест е исклучително ретка, со висока смртност и покрај превземање на сите потребни тераписки мерки. Болестта започува нагло, од полно здравје, симптомите се често неспецифични, посебно кај деца на возраст по 4 годишна, како што е и ова дете. Во наредните часови од почетокот на болестта да прогредира до најтешка форма, која на жалост завршува со смртен исход. Во целиот тек од појавата на пациентот во болничка на педиатрија во болница во Прилеп до денеска, превземени се сите епидемиолошки мерки кои се по протокол и кои редовно се случуваат. Обдукција нема да се прави заради тоа што семејството изричито одбива. Клиничката слика е навистина комплетно јасна. Земени се материјали за испитување. Според протоколот, веднаш чим е поставено осомнувањето за можна менингококна болест кај детето, инфектологот од Прилеп го известил локалниот, регионалниот епидемиолог и веднаш искочено на терен за да се преземат сите мерки кои што се предвидени со протоколот за постапување во вакви случаи. Тоа подразбира, значи, давање на профилакса на сите блиски контакти, вклучувајќи ги лицата кои што се грижеле за него, дезинфекција на санитетското возило со кое што е превезувано детето и на болничките простори каде што било детето на прием. Дополнително епидемиолозите се искочени во моментов и на терен и се вршат дополнителни епидемиолошки истражувања за дезинфекција на домот каде што престојувало детето и профилаксија на блиските контакти, а воедно се земаат и лабораториски материјали за да видиме дали постојат одредени носители, како е ризикот за да се намали ризикот за евентуални нови случаи, иако тоа е исклучително ретко. Ова болест најчесто се јавува вака со поединечни случаи.